одиме малку во внатрешноста да се информираме за состојбата со коронавирусот. Не е состојбата лоша само во Скопје, речиси сите клиники во сите градови се полни, капацитетите се полни, здравствените власти секако апелираат да носиме маски, да не ги полниме клиниките, но тоа не е случај во последниве неколку денови. За тоа каква е состојбата во градот под Исарот, слушаме од колегата Војо Маневски. Добро утро, колега. Добро утро, Кристинче. Еве, вака јас успеав да го разбудам или да го побарам директорот на клиничката болница Ален Георгиев да ни даде некој подетален извештај за тоа каква е состојбата. Тој вели дека има уште неколку места во болницата, но тоа се менува од миг во миг. Поточно 48 пациенти има на интензивното оделение, а еве што ми испрати како рапорт за состојбата. Вели болничката лабораторија во клиничката болница работи со ограничен капацитет, откако 6 лаборанти се позитивни на корона. Расте бројот на други здравствени работници кои добиле позитивни тестови. Сега вкупната бројка е 13, во изолација се 9 лица. Позитивни случаи има во други институции, потврден е уште еден случај во општина Штип, трудовиот инспекторат вработен во Штипскиот затвор и 3 нови конфекции. Позитивни случаи има неколку воспитувачки и негователки од детските градинки, досега 5. Има голема трансмисија на вирусот, но голем дел не знаат од каде го добиле и кој ме е заразниот контакт, вели директорот. Во источниот регион има 786 активни случаи, од нив нешто повеќе од 1/3 се во Штип, поточно 245, но следуваат и Кочини со 199, Виница, Македонска Каменица со 58, 53 случаи во Каменица и така натаму. Колега, како штипјани ја пречекаа веста за новите мерки за коронавирусот? Прво се зборуваше за забрана за дури и во домашни услови за групирање повеќе од 4 лица, поточно забрана за гости повеќе од 4 лица. Еве, таа конкретна одлука падна, но сепак беа донесени ни за други одлуки. Задолжително носење маска на отворено, па и секако тука стои забраната за големи групирања. Како ги прифатија штипјани овие мерки и дали се забележува почитување или спроведување на истите? Ја мислам дека Штип не се многу разликува од останатите градови во Македонија, кога излезе предлогот за таа мерка да нема посета на повеќе од 4 лица во домашни услови. Штипјани се шегуваа како секаде во Македонија, дали овака, дали онака. Нешто многу им не им беше јасно што тоа ќе значи, како ќе се проверува. Па го знаете тоа судирот на законите, слободата на поединецот и така натаму. Но јас како новинар можам да ви нацртам или покажам една слика што лично вчера ја видов. Знаете дека луѓето се групираат најмногу пред банките и кога погледнеш во една редица, маски носат сите постари, а дека помладите се уште тоа го игнорираат. И тоа се евидентира како еден облик на современие денес. Не знам дали е протест, дали е совест, дали е нешто друго. Веројатно индустријските или овие колективните психолози ќе најдат некој одговор, ама е таква сликата. Постарите носат маски, а помладите не носат. Па денес ќе видиме дали ќе се носе маски, но знаете како е современието со социјалните мрежи, со лажните вести, со ставовите на пренесување на, не знам, интересно ми дојде кога некојаш видам вели институтот во некој кинески град, на кого името не може да му го напишеш 5 минути, пронашол дека маските се штетни или не знам, институтот во некој американско градче тамо, тој истражували и рекле дека маските прават штета и така натаму, го знаете, тој целиот проблем околу неверувањето дека воопшто короната постои. Јас имам еден таков личен пример и јас во некаде таму крајот на јули и во август и поминав низ ова и знам како се чувствувам, но знаете како е. Влезете во такси или со некого се сретнете и тој ви убедува дека корона нема, а вие сте поминале десетина или скоро во изолација скоро еден месец со
со сите третмани, со инфузии, со висока температура, со кашлење, со неизвестност, Токму со тоа маска за сакав да те кислород. прашам, какво е твоето искуство со коронавирусот, бидејќи знаеме дека и ти беше во Штипската болница? Кристина, искуството е јас оно што ми остана во сеќавање или во што како мој печаток е немокноста, неизвестноста. Ти земаат бриз и очекуваш резултати, дали си негативен или си позитивен, а во исто време имаш висока температура, кашлаш, имаш чувство на немок. Јас некако знам по сликата од себе, излегувам на огледалото и главата ми е црна, дека телото има друга боја, веројатно од температурата. И те лечат од пневмонија, затоа што и тоа може да го направат. И однеднаш доаѓа овој тестот, ти си негативен или позитивен, ама терапијата продолжува исто. И во постојано мерење, сатурација, кислород во крвта, температура, мерење, така, едно чувство на неизвестност, или може би чувство на страх, не знам. Да не кажем и ние мажите дека не се плашиме, ама тоа е тоа. Те оптеретува во секој случај. Поради големиот број смртни случаи, мислам дека е неизбежен стравот кај сите нас и кај оние кои ќе добијат позитивен тест, но и кај оние кои ќе добијат негативен, иако можам да кажам, има храбри млади луѓе околу мене кои мислат дека дури да се заразат, сето тоа ќе помине како обичен грип. Во голем дел од случаите тоа и е така, но сепак... Ама кај нив? Така, но не може да се занемарат и случаите со смртни последици, за жал. Сосема за крај, накратко, само уште едно прашање, бидејќи откако се наметнаа сите овие мерки и забрани, некако имам чувство како луѓето да прибегнаа повеќе кон оние домашни собиранки. Мислам дека откако заврши оној првичен карантин, луѓето се вратија на организирање слави, свадби, родендени, тоа можеме да го видиме по социјалните мрежи. Еве дури видовме и градоначалници и функционери кои отидоа во друга држава да направат свадби. Каков е впечатокот за Штип? Дали Штипјани и понатаму организираат вакви семејни масовни собири? Па, организираат веројатно, знаете, сепак е тоа и приватност, освен во разговорите со моите сограѓани, па некој отишол кај него. Меѓутоа, тоа е се поредко. Стравот навлегува во однесувањето. Јас можам да кажам само за еден случај, пошто ќе ми просите, ама не ги знам српските пејачки, такви естрадни уметници, ама да се соберат 2500 млади луѓе во еден ноќен клуб кој е наотворен на автобуската станица и каде што физички или технички е неможно да се одржуваат мерките или протоколите пропишени од државата. И јас ги гледав сликите како и многу од моите сограѓани како се седи, како се така се ужива и на моја колешка беше земала изјава во која што млади луѓе велат, па ние не сме на опера, ние додовме на концерт, додовме да се забавуваме. И тоа е истиот оној проблем што вие пред малку го кажате. Не е проблем, тоа се млади луѓе. Нивниот имунитет е појак, нивната физичка силина е појака, тие ќе го издржат. Ама ако влезат дома и така се преканат со мајка, татко, баба, дедо или она да не ги навредам, ама ако чека да им се даде 200 динара за да излезат на кафе, а кога се вратат ќе ги заболат на милите околу нив кои треба да поминат из Голгота во болница, сепак, веројатно, како што реков, некој други треба да го оценат тоа какво име се нарекува тоа. Во македонскиот јазик има еден збор кој вели неодговорноста секој пат е многу поголема од одговорноста, ама за жал така такви времиња. За жал така е. Колега, благодарам за ова вклучување во утринскиот брифинг. Пазете се, чувајте се, вие и останатите колеги. Се надеваме дека што помалку колеги ќе се заразат со коронавирусот и ќе го имаат истото искуство по нашите државни болници. Благодарам уште еднаш за ова вклучување. И уште еднаш јас ти благодарам за можноста да кажам што мислам.